Многу гости, кој од кој поубаво пее. Хорот на Основното училиште Кочо Рацин од Скопје го освои првото место на фестивал во Венеција и целиот тим ни пристигна овде во студиото 3 на Македонската телевизија. Ги сумираме впечатоците заедно со нив. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ке ги изненадиме нашите гледачи со песна на крај, така? Ако е рано, ако е 8:30, видовме дека сте извежбани, млади сте, млади грла, така да не им треба многу Кристина проба. Ке ги најавиме сега наставничката по музичко Наташа Митрова заедно со нас. Добро утро и добре ни дојдовте. И поред морав да ги запишам за да не ги погрешиме. Прва е Меглена, добро утро. Меглена, по неа Александра, па Софија, Мартин, Јана, Олег, Мина, така, тука. Тука сме. Можам јас да бидам дел од хор, зошто? Ќе видиме, ќе провериме на крај. Ќе започнеме, Наташа, со вас. Добре ни дојдовте. Многу ни е драго што виднаш по враќањето од Италија сте ни гости во Македонија наутро за многу убав повод. Како помина се во Венеција? Па помина преубаво. Причината за која што сме овде, веќе спомнавте, тоа е нашата новоосвоена награда на еден фестивал кој што се вика Сопра Виста, се одржува во Италија. Кажувам, втор пат учествуваме, значи, на овој фестивал. Минатата година ни беше прв пат. Исто така го освоивме првото место, меѓутоа овој фестивал се одржува во Италија, меѓутоа во различни месеци на различни локации. Така што минатата година учествувавме во Римини, добивме еден ваучер и секако сакавме да го искористиме. Се договаравме со учениците на кој место да отидеме, бидејќи Тоскана беше во предвид, Лаго ди Гарда, Рим. Меѓутоа се одлучивме за Лидо ди Есол, односно Венеција. Се напорно се подготвувавме, бидејќи времето ни беше кратко и ете успеавме да се представиме во најдобро светло. Додека разговараме, може да додати видеоматеријалите и фотографиите кои што ни ги донесовте. Впрочем, таму и дел од настапот, па ќе може да видиме како се представивте. Каква програма подготвивте? Па вака, со оглед на тоа дека фестивалот, концепцијата на овој фестивал тука во Лидо ди Есоло беше за фолклор, односно насловен како Светски куп на фолклорот, така што моравме со нешто фолклор да се подготвиме. Одбрав македонски народни песни, кој што ги направи во мој аранжман. Нормално, потенцијалот на учениците мои го знам, така што знам што може да отпеат. И тој аранжман таман убаво им легна, супер се подготвивме, ги засака народните песни, како ги подготвуваме, се повеќе, значи, ги запознаваат. Така да програмата ни беше, да речем, на едно повисоко ниво, затоа што прво вокално се представивме, без никакви инструменти. А исто така морам да кажам дека композициите беа тригласни, што е едно повисоко ниво за пеење. Значи, сепак се разликува од едногласното и двугласното пеење. Така да... Едва чекам да ни запеете на крај, бидејќи имаме убава акустика во студиото. Колку убаво ќе грмне тоа. Да. Иако не беше договорено, велиме, па и не се пее во 8 часот и 30 минути, велат децата, се пее, секогаш се пее, што значи дека кога се подготвен, нели? Нема никаков проблем. Ајде, Меглена, земај го микрофон. На Меглена, таму почнуваме. На крај тоа, да. Ајде прво да ни кажете како, ете, Мина ќе ни помогне со микрофонот. Да ни кажете како вие си поминавте, ете, ваши импресии, запознавте ли другарчиња од други држави? Да, запознавме. Сите беа културни, убаво беше таму. Убаво испеавме. Ви беше жал кога требаше да се вратите дома? Да, многу. Колку дена бевте таму? 5. Машала, што убаво. Браво. Спомена наставничката дека го знае вашиот потенцијал и знае што може да испеете, иако програмата не беше ни малку едноставна. Земи го само микрофончето за да може да слушнеме. Колку време подготовка бараше програмата? Па околу 3-4 месеци, нешто така. Машала. Интензивни проби. Имате трема на настапот? Па не. Не? Не баш. Софија, која од овие песни кои што ги пеевте, ќе ги слушнеме подоцна уште малку од настапот, е најтешка за пеење? А која ти е омилена? Мене ми е омилена една што
што Меглена исто многу убава ја пее. Да, добро. Што е солидарност другарска? Која? Од тие кои што ги пеевте од програмата? Која? Една што е мала късмет. Ама колку ја пеете убаво таа песна. Ки ни испеете две за Да, крај, да, значи, добро. може? Да. Една таа и уште една. Така две. Таа што ја И пробуваме. така имаме две Да ни да пеете, пееме. не само да му обетиме, туку и да ни Така, пеете. така, апсолутно. Мартин, кога правевме проба, многу професионално ни делуваше, ги затвори ушите, затвори очите и се посвети на песната целосно. Кажи ми, концентрација од семејството, има некој кај тебе што бил до сега член на хор што е музичар или ти си прва генерација? Па мислам дека сум прва генерација и мислам сепак мајка ми дека беше во хор која била помала и сепак многу убаво се помина тука во Италија. Браво, супер, одлично. Ете, значи на мама, крушата под круша паѓа. Така. Јана, имаше некој хор друг кој што ти се допадна со настапот? Покрај вас, вие сте најдобри, тоа го знаеме сега, златните Да, деца. секако имаше и други хорови. Сите беа убави како на свој начин, да кажам. Добре. А, Запозна некој другарчиња? па да, имаше ствари уште еден друг хор од Кузман школото. Добра, од Македонски. Да, таму се запознавме, вака се здруживме тие двата дена што бевме на фестивалот. И така. Нека не ве лаже впечатокот дека улек? Да, дека улек е низок, масата е многу висока. Тоа е всушност проблемот. Колку години имаш Олег? Земи го микрофон. 8 години. Колку Ама време? чекај, ние ќе бидеме добри домаќини. Дојди Олег ваму. Сега, Дојди тука. Впрочем, и ние ако се Ајде. стигнеме од столчињата, ќе Опа. забележите дека Ете, масата така. ни е висока, дека ние не сме. Ехте го Олег, гледате колку е висок сега. Олег, колку време пееш во хор? Околу еден месец. За еден месец се подготви. Да. Ваня, немој да ми кажеш не можам за отворена програма. Да Еве, јас ќе да Немаме дополнам. проблем, ќе го... Значи, Олег ми е најмалиот член во хорот и на вистина за многу кратко време ја совлада програмата, така да решивме дека и тој ќе дојде со нас на овој надпревар. Ама Мина е Имам впечаток дека е лидер. лидер на групата, Така некако ми доаѓа, капитенот да. на групата, да, така Така те некако добивме доживуваме. впечаток, Лидер. да. Така те доживуваме од како не дојде во студио, така не подреди се под, да биде како што треба под конец. Мора да има во групата еден Микрофонот, лидер микрофонот. секогаш, така? Се доживуваш ти така? Па до негде да, затоа што изгледа сум најстара. Колку години имаш? 12 и Па затоа. Многу си Колкаш стара, највозрастниот. многу 12 години. Мартин ти е брат, че кажа, така, да. Мартин И е се брат. согласуваш на тоа дека на мама го имате талентот. Да, Мартин додека е на зборувавме. мама, а јас сум поќе на тато. И тато пее. И имаме дома повеќе инструменти, свирим на пијано двајцата, јас свирам и на гитара и на укулеле. Колку талентирани деца имаме, некако паднавме во сенка и тоа е добра. Наташа, ова не е прва награда. Исто така мора да споменеме дека имате први места на општински, на регионални, на државни надпревари во Македонија. Имате и надвор од меѓународни надпревари, исто така Значи, награди. ние континуирано учествуваме на надпревари, општински и регионални, редовно стигнуваме и до државните надпревари, каде што сме освојувале први, втори и трети места. Минатата година исто така учествувавме на еден меѓународен фестивал што се одржува овде кај нас во Македонија, во Кавадарци, тоа е Art In. И таму го освоивме првото место со една специјална награда од 100 поени. Така да, тоа е, наградите се неизбежни кога се вложува труд, нели, енергија, кога со љубов се работи и така. Само сакам да напоменам дека ова е само дел од хорот, инаку училишниот хор во училиштето брои некаде околу 30 на членови. Меѓутоа, од оправдани причини не можеа да дојдат овој пат со нас, така да само овие 7 хористи беа со мене. И сега ако направиме некаква паралела, вие бевте со 7, останатите хорови колку бројни беа? Па имаше различни бројки, не знам, 20 на члена, Со 7? 10 члена. Знаете, немав толку многу увид, бидејќи не можевме сите да ги гледаме. Но беа побројни од екипата. Да, секако нели? ние бевме и најмали и со најмала бројка. Тоа значи дека сето тоа ви е инспирации за следни надпревари. Не зборувам за бројката, следствено на тоа што и пред малку го кажа Кристина, нели, освојувате награди, убава е дружбата.
децата запознаваат нови пријателчиња од многу различни земји, тоа значи дека ќе ги планирате и следните надпревари, каде што ќе покорите се. Секако, да, секако. Меѓутоа, сега за следната година имаме една друга цел. Имаме јубилеен патронен празник во училиштето, 85 години од постоењето, така што ќе се посветиме малку на патрониот празник. А во второто полугодие, ако имаме време, се надевам дека ќе имаме време да одиме на уште некој надпревар. И да имате време. И да гледате да си најдете време. Убаво е. Секогаш мора да бидеме и свесни и реални дека сите овие надпревари, меѓународни патувања се сериозен финансиски трошок. Дали тоа падна на џебот на родителите на децата или имате некаква поддршка? Имаме ли општествено одговорни компании? За да може да постигнуваат успеси и да патуваат и да бидат наградувани, мора да имаме ветар в грб. Така. Ова навистина е многу голема организација. Како што кажавте, бара и финансиска поддршка. Првиот пат кога бевме во Ремини, имавме спонзорства. Исто така во пресрет ни излезе и нашата општина Центар. Добро. Но овој пат беше само финансирање. За следниот се надевам дека повторно ќе има некаква поддршка. Да, апсолутно. Ова е одлична можност, ќе признаеш, Ване, да се научи македонската традиционална музика и секоја чест за тоа, бидејќи во оваа ера на нови звукови, на нов ритам, децата не знаат многу за македонската традиционална музика. Па добро, ние кредитите кај вас одат. Да, значи вака ние и на часовите по музичко имаме теми кои што се за фолклорот, обработуваме нели нашиот нерамноделен ритам, го учиме народните песни општо за фолклорот. А часовите по хор се плюс, нели, со еве вака запознавање на нови песни, ора, обработуваме текстови, содржините на македонските песни и така. Да се обратиме уште еднаш кон камерата, Кристина. Мислам дека тебе те имаме во прв план. Да ја дадеме Кристина убаво сама, во продолжение да најави уште еднаш само додека јас ги наместам дечињата кои ни се гости, зошто ни се гости во студио, за да јас со тоа потоа и за на социјалните медиуми може да направиме убаво видео, бидејќи ние се гордееме со вакви Ване е задолжен за организацијата. Во меѓувреме потсетуваме дека хорот на основното училиште Кочо Рацин од Скопје по враќањето од Венеција и првото место освоено таму ни дојде во Македонија наутро, па ќе имаме можност да ги слушнеме и во живо. Дојдете ваму. Ексклузивно така се договоривме. Дојдете тука. Сега организацијата е на Ване. Олег, седи си ти тука. Наташа, ќе им биде може потребна? Може да пееш или треба само за интонација ќе им биде потребна и јас ќе се тргнам одавде бидејќи апсолутно не сум ми потребна. Добро. Сака некој да седне на столчето друг? Ајде седи се на столчето. Чек. Да се наместат по гласови. И сега ќе мора да го земеме еден микрофон вака во средина. А која ќе пее? Сега ќе кажа наставничката која ќе ја пеете. Пократката или подолгата? Која сакате? Рековме ќе имаме две песни, така? Застанам тука од таа страна. Да, секако. Ние сме подготвени, а вие ќе уживате. Ајде. Што имала късмет, стамена, мајка и болна, легнала. Што имала късмет, стамена, мајка и болна, легнала.
легнала, мајка и болна, легнала, легнала, посакала вода, студена, студена, мајка и болна, легнала, легнала, посакала вода, студена, студена, дум, дум, три невесте тикве брале бре, три невесте тикве брале бре, три невесте тикве брале бре, 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 тикве брале бре, три невесте тикве брале бре, 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 тикве брале бре, куде брале там заспале бре, куде брале там заспале бре, куде брале там заспале бре, 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 там заспале бре, куде брале там заспале бре, 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 там заспале бре, дум, дум, жени се у попада, му чувам муските, жени се у попада, му чувам муските, шарангајда и шарана, се слони страна ни жана, шарангајда и шарана, се слони страна ни жана, зумба, зумбаба, оздали да попиште, с големо брадиште, оздали да попиште, с големо брадиште, шарангајда и шарана, се слони страна ни жана, шарангајда и шарана, се слони страна ни жана, зумба, зумбаба, зумба, зумбаба. Па браво! Браво! И на нераспеано кажете дека не заслужија злато. Благодарам многу секоја чест. Добро беше? Добро, добро. Не беше добро. Што не беше добро? Пака се коригирате по секој настап. Ма одлично беше, не беше добро, одлично беше. Ама добро е да се самокритични, нели Наташа? Така е, значи грешките веќе сами ги пронаоѓаат. Само малку потефти да минеме, само малку наставничката да ја слушнеме. Може уште една минута и не ве задржуваме повеќе. Сите се навистина многу музикални. Секој фалш, ако случајно нешто се случи, веднаш го приметуваат, се критикуваат сами меѓу себе, а тоа е нели добро. Да, апсолутно. Имате причина да бидете горда. И сум. И да бидете мотивирана за следни победи и успеси. Да, секако дека ќе има. Со вакви деца што сака да доаѓаат на часовите по хор, секако ќе има. Може да завршиме со дечињата напред вака да направиме тој поздрав од спортскиот. Може? Да честитаме за победата. Ајде. За крај. И што имаме сега следно после ова? Јас се подготвувам за следното. Ти, Ване, поздрави се со нашите хористи. Наташа, ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Шампиони сте, ни отпевте убаво, нема потреба од трема. Еве, на крај ќе си се поздравиме вака. Спортскиот поздрав. 1, 2, 3, хоп! Толку. Браво, дечки, ви благодарам многу и ве чекаме со следно злато повторно во Македонија наутро. Наташа, ви благодарам многу за гостувањето.